Добар ден, почитувана публика, и добре дојдовте во 52-то издание на видео подкастот Гласот на Слободна Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски, а мој соговорник повторно е Петар Петровски од Комитетот за демократизација на Македонија. Добар ден. Добар ден. Денеска повторно темата ќе ни биде корона, меѓутоа ќе се обидеме и некои теми кои што се директно или индиректно поврзани со кризата на корона глобална, меѓутоа кои што не добиваат толку голем значај во медиумската јавност. Мора да започнеме меѓутоа првин со нашето драго родно Куманово, каде што пукнала првата пушка или првиот пиштол. Да, тоа се што треба да се одлучи. Да. Тука падна и првата жртва на коронавирусот во Македонија, а можеби тука ќе пукне и првата тиква во Македонија во однос на сето ова што се случува сега и крајно некомпетентното раководење на кризата на ова актуелна власт. Куманово е од петок 21 часот, мислам дека веќе тоа е сега случено, да, тоа е пред 3 часа веќе, на сила е 48 часовен, ако не е подолго, сега математиката не ми испаѓа, меѓутоа малку подолго ќе испадне, бидејќи од петок вечер до понеделник 5 часот наутро, значи околу 2,5 дена полициски час. Ние сме далеку од тука, не можеме точно да кажеме што се случува, меѓутоа карактеристично е што состојбата е прогласена во рок од 4 часа, колку што можам да разберам. Значи прогласено е полициски час, настапува на сила 4 часа подосна, во Куманово хаос, редици пред супермаркетите, луѓе ќе останат, се плашат дека ќе останат едноставно без леп за идните 2 дена. Меѓутоа ова не е ништо невообичаено во однос на тоа како се раководи со ситуацијата во Македонија воопшто во изминатите 30 години. Да. Бидејќи наместо сега ова криза да се пречека малку подготвено, ова не ги фати не само Македонија, туку и го фати целиот свет неподготвено. Да. Меѓутоа за Македонија, она што е карактеристично кај мене, еве сега ти викаш кризава точно го фати светов неподготвен, меѓутоа и тука може и тоа да се спори, бидејќи видовме што се случува во Кина некаде уште во јануари почнаа овдека вестите постојано да се грижат со таа состојба. Оној докторот, мислам дека му беше презимето Пу, неговото видео што процури за тоа што се случувало таму, го видоа луѓето, го видоа нашите власти и во Канада и во Соединетите Американски држави, во Западна Европа. Сите видоа што се случува во Кина, меѓутоа не може да си дозволат да си го прекршат идеолошкиот атар, да се одречат од глобализмот, од отворените граници, од отвореното општество и да направат нешто. Меѓутоа во Македонија е друго нешто. Да. Во Македонија невозможно е во 30 години речи државност да не се направи еден добар потек, па дури и погрешка. Да. Дури и случај. Тоа е добро прашање постави, на кое треба да се надам дека не само ние треба да се запрашаме, не само ние двајца, туку целата македонска јавност и сите новинари што во Македонија треба да го постават тоа прашање. Зошто Македонија е најнеподготвена за да се справи со оваа криза? Па и повторно ги речам, Петар, не е само неподготвеност. Туку и секој потек кој што се влече е погрешен потек. Секој пат се влечат потези само во погрешна насока. Тоа е математичка, статистичка невозможност. Да. Да играш рулет, да играш, па имаш подобри шанси дека ќе добиеш джекпот, одошто да играш за Македонија, да ја управуваш Македонија. Да. Значи нешто има тука посериозно. Јас веќе 10-15 години како пишувам и постојано се занимавам со тоа прашање. Зошто во Македонија не може еден исправен потек да се повлече, па дури и погрешка? Сепак тоа зависи од луѓето кои ги гласаме, кои ги избираме, ги поставуваме на одговорни места.
Тоа е мое мислење. Добро, тоа е твое мислење. Моje мислење е дека одговорот се крие во овие книги тука, во овие томови. Зашто тука се гледа дека се е исценирано, дека се е подготвено, дека сите погрешни потези не се случајно направени. Луѓето кои што ги избираме, впрочем не ги избираме. Луѓето тие луѓе што ги наводно избираме, некој ги назначува. Да, и друго нешто, проблем луѓето кои што се поставуваат, кои се поставуваат да се кандидираат. Да. Не се кандидира да направат тоа што ти цело време го збереш, 30 години да направат да получат некој добар потек, па и лош потек. Да. Туку едноставно знаеш како се расправаат за некои глупи за некои понебитни работи, отколку што треба да се разговара за една битна работа. Каде, како да се подготвиме, како да одговориме на минатото, да одговориме на иднината, на сегашноста. Тие прашања. Затоа тука се занимаваме со некои прашања, сите председатели се занимаваат или со историја, или читаат некакви си историски текстови, а не го работат тоа што треба да се работи. Тоа е поради тоа што го наведе во томовите издадени од Државниот архив на Македонија. Да. Тоа е дека тие луѓе не ја ставаат Македонија прва. Интересите на Македонија и на македонските државини прво. Да, ама сега, повторно, да не скокаме чекор. Да. Значи, тие луѓе се избираат, токму такви луѓе се бираат, токму таков систем се прави на негативна селекција на луѓе кои што не само што не ја сакаат Македонија, туку работат за интересите на друга држава. Да. Тоа е основното. Сега, ќе скокнат одма, работат за интересите на Брисел, на Вашингтон. Не бре, да не се правиме будали бе. Знаеме кој ја освоил Вардарска Македонија во 912 и повторно е потврдено во 918. Знаеме која држава има инсталирано своји институции тука за државна безбедност, во чија служба таа државна безбедност работи. Ќе видиме во емисиите што следат, најдов докази, документи во кои што се гледа третманот на македонците, на македонски патриоти, како се третираат од наводно македонската држава во рамките на Југославија, е исти со односот како тие луѓе се третираат, односно нашите сонародници се третираат во Грција, од грчката држава. Така. Наводно, че во слободна Македонија го имаат истиот однос со поробените во Македонија. Што да кажеме во однос на овој карантин? Јас од самиот почеток на кризава реков дека за Македонија тоа ќе биде неизбежно и дека ќе се дојде до ова. Сега дали можело да се направи подобро? Секако дека можело да се направи подобро, меѓутоа ќе дојде до ова и до ова дојде и затоа и препорачував да се придржуваат луѓето до мерките, да слушаат што им се зборува, затоа што ова е ситуација каде што нема голем избор што можат да прават, што зар ќе се дигате на востание сега или ќе се прават митинзи, не може протести, не може оваква ситуација се прават. Сега ја нема ни она меѓународна го нема оној меѓународен мониторинг кој што би спречил некакви акти на полициска држава, затоа што секаде се воведуваат такви мерки. Да. И тука е клопката. Нема друго, нема бегање од ова. Колку повеќе се придржуваат луѓето до мерките, толку побрзо ќе се заврши ситуацијата. Меѓутоа сега тоа е тоа во Куманово, кумановци се најдени во небрано. Се надеваме дека ќе помине ова, меѓутоа според она што го површно што го разбрав, има некакви си повторно тука тесно партиски игри, наводно СДС делеле помош, значи оние пакети што требале да се даваат во предизборната кампања, сега се даваат тука и сомнежот ми е дека и ова е повторно уште еден само потек да се подрие ситуацијата во Македонија, да се потпали ситуацијата, повторно да се доведе до една ситуација на деморализирање, повторно да се дојде до едно огорчување кај народот и веќе да му се смачи из целата оваа играчка што ја играме 30 години и да кренат сите раце од се.
На мене тоа ми личи. Па би се согласил со таа проценка. Ајде сега малку да одиме на завршиме. Со ова не знам што друго да кажеме. Да одиме со малку по алтернативни начини на како известни држави се справуваат со короната. Да. Па да одиме со Малезија. Малезија ги бара од жените додека се во карантин да носат шминка, да не им досаѓаат на мажите и да одбегнуваат кавги со своите сопрузи. Според мене тоа е многу солидно решение. Конечно се оди во на сериозна битка против феминизмот и против овие други глупости. Се чини дека Малезија се обидува со короната да се реши на еден прост начин, оние што ќе ги изгубат да ги надокнадат сега за време на карантинот и на тој начин да се избалансираат. Сепак ова е изворена една мерка, значи владата наредува на жените да не им досаѓаат на мажите, да носат шминка, да се убаво да се облакаат, да се примерни и да се привлечи. Да. Тоа е една мерка која што треба да се поздрави. Да. Не знам како ќе реагира Најче на ова, меѓутоа за мене ова е добра мерка. Туркменистан го забранува употребата на зборот коронавирус. Проблемот е решен. Нема корона, никој не може да зборува за корона. Киргизстан е исто така една постсоветските советските републики кои беа дел од СССР, така? Да, Туркменистан. Да, значи едно просто решение, нема потреба да се затвара економијата, нема потреба да се заведуваат мерки, нема потреба да се зголемува медицинскиот капацитет. Едноставно ќе го забраниме зборот, завршена работа. Панама има пак уште по креативно решение. Таа ќе спроведува карантин за мажи и за жени на различни денови. Значи жените можат да се движат на парни денови, мажите на непарни денови. Значи тука и тие гледаат нешто рестрикции, нешто кај нив ја гледаат тие опасноста во зближувањето на мажите и жените. Значи знаат дека мажите сами меѓу себе нема многу да се зближуваат, жените многу не се интересираат. Тоа се сепак латински љубовнички народи и веројатно тука е причината за ваквото решение. Белорусија, нивниот председател Лукашенко вели дека тие ќе се борат против короната со сауни и со водка. Едно прашање, колку години, во кој мандат е сега Лукашенко? Не му ги бројам. Мислам треба да го изгласаат за председател без ограничување на мандати. Тоа е во првиот мандат со 4 мандатско искуство. Да, значи и тука и Белорусија нема потреба да се заведуваат мерки, да се мачат со глупости, економијата да им страда. Едноставно ќе пијат ракија, односно ќе пијат водка и ќе седат во сауни. На добар начин, најприроден. Сега во близина на Белорусија е и Шведска. И сега та беше пред 30 на години, ова ќе беше чудна една одлука на Шведска, вака да постапи. Едноставно со ваква една сериозна криза, со ваква една сериозна болест, да се справува на исти начин како што се справува една Белорусија, која што е прочуена за своите човекови права и за својата демократичност. Шведска решава да не работи ништо, да не презема речиси никакви мерки. Има некои препораки на дистанцирање, меѓутоа не се преземаат некои посериозни мерки во Шведска. Неколкумина од овие либертаријанци ја зимаат Шведска како пример кој што треба да се следи. Меѓутоа, да не забораваме што беше Шведска. Пардон, кои се мерките? На Шведска? Да. Речи си нема мерки. Нема, се има некои само препораки да се луѓето да се држат на дистанца, да не се премногу големи збирања да се прават, меѓутоа рестораните, баровите, се тоа останува отворено. Бог нека им на помош.
Да, баш тоа ми е муабетот. Шведска, според мене, го изгуби оној примат кој што го имаше, оној престиж кој што го имаше своевремено за држава која што се грижи за својот народ. Тоа го видовме од 2015 со мигрантската криза. Меѓутоа го гледаме и подолго време, тие упорно водат една политика за насилна денационализација на своето население, за едно погубување на шведскиот национален идентитет и за правење на ова квази югословенска една нација. Мислиш на оно што Трудова кажа во почетокот на свој мандат, постнационална држава? Да. Мислам дека и Шведска се стреми кон тоа и сега веројатно ова го гледаат како една добра прилика да исчистат малку дел од шведското население, за да направат малку повеќе простор за новите швеѓани, за вистинските швеѓани од Африка, од Етиопија, од Субсахарска Африка и така натаму, па и од Авганистан и од Пакистан, да не ги забораваме и тие доктори на науки и професори по нуклеарна физика. Една држава која што појде по патот на Британија и на Шведска, меѓутоа на брзина сега се откажува, е Холандија. Да. Мислам, успеав да прочитам една вест во новините околу Холандија. Да. Дека примиле помош, сега не знам дали ја платиле таа помош или не од Кина. Да. Ама добиле 600 маски кои не функционираат, па ги враќаат, па сега се малку лути холандската Марк Руте, тоа е холандскиот премиер. Да. Сега малку се лути на Кина, знаеш, не ни давте исправни маски. Да. Холандија сега за сега има околу 15.000 случаи, веќе има преку 1400, скоро 1500 мртви и кај нив веќе епидемијата малку зазема веќе инерција. Да. Посебно во однос на смртни случаи. Гледаме како расне бројката, графата оди на нагорна линија. Да се надеваме дека ќе застане тука на ова плато, меѓутоа доколку ги следите овие мои емисии во однос на коронава, едноставно може оваа графа да се земе од една држава, да се префрли на друга држава само со известни временски разлики. Да. Едноставно од кога се појавуваат првиот или вториот случај, можете да направите една прогноза во однос на тоа како ќе тече натаму. Значи, Холандија започна со филозофијата за градење на групен имунитет. Меѓутоа, штом стигнаа до 5000 заболени и тие ја кренаа рачната кошница и сега веќе имаат заведено мерки на социјално дистанцирање, училиштата се распуштени, забранети се збирања од повеќе од 3 лица и сето ова ќе трае барем до 1 јуни. Да се надевам барем дека тоа ќе трае дека сите овие мерки ќе прекинат на 1 јуни. Па ќе видиме сега. Тоа е држава која што важи за најдобар пример со решавање со коронавирусот, подобра дури и од Јужна Кореја. Да, Северна Кореја. Северна Кореја, да. Таму има 0 случаи. Нашите пријатели едновремени на кои што им забивме нож в грб, тоа се Република Кина, односно Тајван. Да. Тајван има повторно да се вратиме на нивните. Тајван има околу 350 заболени и околу 5 мртви од коронавирусот. Значи Тајван, Македонија сега стои на 430 заболени, 12 мртви случаи. Тајван, го доле, Тајван има 348 со 5 мртви смртни случаи. И Тајван има население од околу 30 или 35 милиони жители. Да. Имавме
една прилика, значи со Тајван, без разлика која беше мотивацијата на Васил Тупурковски да ја направи таа спогодба со нив, да ја признае, да воспостави дипломатски односи во 99 година. Меѓутоа, тајванците се народ кој што би рекол еден од најтврдите, најиздржливите народи на светот, бидејќи се најмаргинализирани во изминативе 40 години. Да. Зашто, нели како беше, тие се едни од основачите на Обединетите нации. Да, членки на Обединетите нации од самиот почеток. Да. Но меѓутоа по завршувањето на Кореската војна, мислам во 50-те, во 60-те години, не ја знам 55-та некаде. Да. Мислам 55-та, да. Се доаѓа одлука да се Тајван изврди од Обединетите нации, на нејзино место да се стави Народна република Кина. Да. И од тогаш на нааму Тајван е маргинализиран, речиси од сите. Меѓутоа, кој добро памти, треба да се сети дека првиот повик кој што го направи Доналд Трамп откако беше избран за председател, беше токму на председателот на Народна, односно на Република Кина. Да. Значи, јас би рекол, тука беше испарена првата патриотка во војната во студената војна со Кина. Да. Значи Кина, како што реков, овде северна Тајван има околу 24 милиони жители. Има големи општини, тесни врски со Кина во однос на трговијата, меѓутоа тие бидејќи знаат со кого се имаат работа, и бидејќи се многу, тие се во секој момент се во опасност да бидат нападнати од Кина на еден начин или на друг, и бидејќи знаат дека се сами оставени на себе си, тие имаат планови за се и се што и работат знаејќи дека во секој миг може да им се случи катастрофа. Да, па еве во 90-те години Кина одлучи че држи војни маневри близу Тајван. Да. Со нејзината морнарица. Американската морнарица тогаш, мислам беше Клинтон, баш во времето на Клинтон, ај сега да кажеме, да му дајме некоја добра работа, така Да. пофалба дека Клинтон завршил на добра работа, и испрати својата морнарица со еден носеч на авиони, ги натера кинезите да се вратат назад во Кина, во Народна република Кина. Значи да се вратат во своите пристаништа во Кина. Да. Тајван се осети многу безбедно. Да. Али сепак, Тајван и сите членки на НАТО се спремни самите себе прво да се одбранат, пред да барат помош од друг. Да, сепак треба да запомниме дека Тајван е една островска нација од 25 милиони луѓе, кон кои претензии има Кина, држава од милиарда и кусур население. Кина, која што е во изминативе 20 на години стана економска светска сила, па сега веќе станува и воена светска сила. Држава која што, поради силата на Кина, особено трговската сила на Кина во изминативе 2 децении, станува се помаргинализирана. Да. Сепак оваа држава не бара помош нити од НАТО, нити од Брисел, нити од никој. Прима помош. Нема проблем. Ако некој се смилува да им даде, тие ја прифаќаат. Секоја рака на добрососедство или на добри намери тие ја прифаќаат, па дури ја прифати и раката на Македонија. Да. Меѓутоа, тие се спремни и се свесни дека тие морат да самите да се изборат за својот опстанок. Да, една работа да се објасни. Тајван не прима ниједна војна помош. Сето што Тајван ќе го прими оружје, сето опрема, војна опрема што ќе прими Тајван, ја плаќа со пари, бидејќи не постојат никакви други начини како да добијат помош. Кина во друг случај тука Народна република, тука ситуацијата со Народна република Кина е друга, е поинаква. Тие прима го експлоатираат собствениот народ, не му даваат никакви плати, не го плаќа, не добиваат плати, не добиваат ништо. Сето профит што ќе се направи во Кина страна на странските бизнисмени, оди кај функционерите на Комунистичката партија на Кина. Да. И сега во Кина имаме милиардери еден куп, а имаме голем број од населението, голем број од тие милиарда и кусур кои што живеат на улица или живеат во
во услови кои што се средовековни во најдобра смисла, односно во најдобра мера. Тајван, значи, не мора да ја затвори својата економија. Училиштата функционираат таму. Животот е речиси нормален, не е баш нормален. Гледав една репортажа, например, рестораните функционираат, меѓутоа во ресторанот можеш да одиш сам и добиваш еден параван ограден со стакло или со некој плексиглас и јадеш сам, не можеш да едноставно да комуницираш, да одиш во ресторан само колку да јадеш и да си идеш, не е како кај нас во кафана да се седи и да се заседнува. Меѓутоа, еве на пример, Тајван нема проблеми ни со недостаток на маски. Една друга работа што беше во однос на тоа како се рационализираат маските. Човек оди во апотека со својата здравствена картичка, се става во компјутер картичката и на основа на тоа какво му е здравствената историја, која му е возраста, какво му е занимањето едно друго, компјутерот одредува дека за 7 дена му треба толку маски. Му става 3-4 колку му требаат маски во плико, довидување. Ако се врати истиот човек утре дента да повторно да бара маски, не може. Мора да чека до дури не му помине рокот. Значи тој мора да биде совесен како ќе користи своите маски. Мислам, тоа е еден пример на една извонредно високо ниво на солидарност. Нешто што не постои кај нас. Исто така висок степен на организираност и спремност. Подготвеност, подготвеност. Али, што би сакал уште да додам околу проблемот околу маските. Сега слушам дека наводно Светската здравствена организација патува некои од нивните представници на Светската здравствена организација велат дека не треба да носиш маски. Ако може да еве го наведе тоа прашање, ако може тоа прашање сега да го разрешиме. Маските не помагаат, да кажеме, помагаат како не помагаат. Ако медицински лица треба да ги носат, значи помагаат. Сега. Во главно, кој има маски треба да носи маски, бидејќи особено за да ги штити своите сограѓани. Значи не е толку опасно да вдишеш, бидејќи вирусов не е толку аеросолен, не се држи во воздух толку долго време, брзо паѓа, што значи дека еве сега на пример ние сме во оваа просторија, не значи дека само со тоа што зборуваме може да се заразиме, меѓутоа оној кој е заболен, односно кој е инфициран, а кој што се уште не покажува симптоми, тој е заразен, така, и ја шири заразата на други, кај нив со цел да се спречи тоа ширење на вирусот, најдобро е да се носат маски, затоа што од 5 до 15 дена вирусот инкубира, носителот не е свесен дека е заболен и тој се движи и може едноставно преку дишење, преку говор, особено преку говор, бидејќи тука се изфрла плунка понекогаш. И значи тоа е со маските. Зошто излезе приказната дека маските не се корисни или дека не се потребни? Бидејќи овие лидери, како што веќе наведовме, особено од Светската здравствена организација, не убедува долго време дека нема ништо, дека е опасноста од ширење на расизам околу вирусот е поопасна од самиот вирус. И тие едноставно не охрабруваа да не се подготвуваме за ова што доаѓа, и затоа сега постои еден недостаток на маски на глобално ниво. Па во јапонскиот парламент, баш поради таа изјава на Светската здравствена организација, тоа предупредување, тоа невнимание, Јапонија го свати, поради тоа Јапонија ги нарече Кинеска здравствена организација. Така да сега тоа е во Јапонија. Во Америка проблемот е моментално е што нема доволно маски, се случува во Канада.
проблемот е не од здравствени проблеми, туку проблемот е од снабдевувачки проблем. Логистички проблем, што би се. Да, едноставно политичарите во изминативе години повеќе се занимава со трансгендеризам, со ЛГБТ агенди, со отворени граници, со секакви глупости идеолошки, левичарски, и едноставно не се обрнуваше внимание на овие сериозни работи, на вршење на подготовки за вакви непредвидливи моменти. Да. Сега, веќе кога сме кај Северна Америка, ајде да ја објасниме. Се мислев овие изминати 2 или 3 колку емисии до сегашни во однос на коронавирусот, заборавам да го презентирам овој граф. Ова е графата на израмнување на графот, што би се рекло. На англиски го викаат flattening the curve. Значи, што е тука? Има две можни сценарии. Ова црвеново тука е како би изгледало сценариото доколку не се воведат никакви мерки, со сино е доколку се воведат мерки, а линијата тука во прашање, значи имаме број на случаи, време, и линијава ова овде паралелна е капацитетот на здравствениот систем. Значи, целта на она што го правиме тука и ова што и Западна Европа го прави, па колку што можам да разберам, тоа во некој момент било целта и во Македонија, е со овие превентивни мерки да се избегне ерупција на случаи која што би довела до колапс на здравствениот систем. Значи, ако ова е капацитетот на здравствениот систем, целата поента е да го развлечеме да ја развлечеме епидемијата на подолг период, значи епидемијата да трае подолго, може би да дојде до релативно сличен број на заболени, на заразени луѓе, меѓутоа сите тие луѓе да не се појават во болница во исти момент, туку да се распоредат низ малку подолг временски период, со што од една страна ќе се дозволи на медицинскиот систем, на здравствениот систем да го покачи својот капацитет, значи од оваа линија може би да дојде до тука, а истовремено на оние кои што ќе им биде потребна медицинска нега, значи затоа што станува збор за навистина мал број односно мал процент на заболени им треба медицинска посебно интензивна нега, станува збор за 1 или 2% или 5%, не е некој голем процент, меѓутоа кога станува збор за една цела држава, а во цела една држава има да кажеме 50 кревети за интензивна нега или 100 кревети за интензивна нега, цела Канада има 3200. Значи, ако Канада со 35 милиони жители има 3200, Македонија со 2 милиони жители, нека иде и на исто, нека биде по исти размери, Македонија треба да има околу 200 легла. Значи, ако сите тие се разболат во едно време, нема да има доволно капацитет. Значи, доколку го зголемиме капацитетот на здравствениот систем, а ја го пролонгираме траењето на кризата, тогаш на здравствениот систем му даваме прилика оние на кои што им треба интензивна нега по-добро да бидат згрижени и да не дојде до оваа ситуација која што дојде во Италија, која што доаѓа сега во Шпанија, која што доаѓа во Белгија, да мора медицинскиот персонал да прави одлуки на едно арбитрарно ниво, да одлучува, добро, од таа возраст нема веќе да даваме нега, значи првим беше на оние преку 80 годишна возраст нема да даваме нега, па после паднаа на 75, па на 70, па на 65, мислам дека видов податок од Белгија, ти размислуваат на сите преку 60 годишна возраст да не им даваат никаква нега. Друго нешто што се случува сега, благодарение на фактот што кризава ја зафаќа Америка, и тоа ќе биде спас на сите, е фактот што во изминативе 2 недели од една или две методи за тестирање
се измислија околу 20 накнадни методи на тестирање. Еден куп фирми, големи и мали, имаше едни случаи со брачен пар, што се тамо, како ќе му дојат тие некакви се молекуларни биологичари, мислам дека беа, биолози, направија свој тест и тестираат цела околија, значи целиот нивни град и целата околија, сакаат околу 8000 души да тестираат, да го истестираат целиот град, целата околија, за да добијат некакви статистички валидни, некакви корисни фигури со кои што можат да проценуваат после, значи ќе ги тестираат сите луѓе еднаш, па за 2 или 4 недели ќе ги тестираат по втор пат, да видат на тој начин ќе видат како навистина се шири заразата. Втора работа што се направи е се дојде до некои 2 или 3 различни терапевтски методи. Така. Како да се лечи вирусов. Една работа што испадна, мислам дека првин во Франција започна да го испробуваат ова, меѓутоа сега дефинитивно во Америка ќе се оди на таа патека, а тоа е користење на клороквин, мислам дека се вика. Да, помешано со антибиотик. Да, се вика лекарството. Тоа е лекарство што се користи за третирање на маларија. Трета мерка што се воведе, односно трета работа што се заврши сега, што се прави, е се прават вентилатори. Се оди во масовно производство на вентилатори. И тука би полеко дека кога зборуваме за правење вентилатора, не ги прави тие компании кои ги имаат таа опрема за правење вентилатори, туку на тој побег кога го упати Доналд Трамп, се јавија GM, се јавија трите производувачи на нафта, големите, тоест GM, Ford и Tesla. Сега проблемот е што GM не прво вети дека ќе една фрапатна бројка дека ќе снабдува многу огромен број на вентилатори. Да, околу 40.000 мислам дека. Сега спадна само, знаеш, можеме до 1 април да направиме само 4.000 или уште помалку. Да, добро, сега тука се некои логистички проблеми. Да, логистички проблеми, но друго, меѓутоа се јавуваат, се прават некои импровизации, се смислуваат различни начини како да се направи, да се импровизираат вентилатори или да се зголеми капацитетот на постоечките вентилатори. Не се тоа идеални решенија, меѓутоа се наоѓаат решенија кои што не дај Боже, ќе можат да се барем да се испробаат и да се даде шанса за малку подобри резултати. Пардон, се извинувам, али да би сакал да има еден човек што прави прави јастуци во Америка, познат My Pillow. Да. Тој каже дека својата фабрика што во Америка, производството ќе го преиначи да прави медицински маски. Истото и во Канада се бали, успеав да прочитам еден наслов во еден надпис, во еден од локалните весници, каде една локална текстилна компанија вети дека се јави на тој повик, дека ќе прави маски за медицинските за сите лекарски за некој медицински персонал тука во Ниагара и во Канада, мислам. Да, една локална фирма тука што прави мајци за овие концертни за концерти. Дечко, односно човеков од што го спомнати My Pillow, Майк Линдел. Да. Тој е изворен пример на американизмот. Човекот е рехабилитиран наркоман, бил зависник на кокаин и на крек. Меѓутоа е, што се вика, повторно роден христијанин. И сега тој е еден од најуспешните бизнисмени во Америка. Не може да го ставиме со овие технолошкиве. Меѓутоа е еден од ретките бизнисмени кои што го прави своето богатство преку мануфактура, кое што речи целиот процес му е во Америка. Има 3 или 4 фабрики, има кол центри, има
има организација со која што се бори против наркоманијата, лечи наркомани, вработува излечење на наркомани. И сега една од работиве што ги прави, значи ќе произведува маски за потребите на американското здравство, мислам дека ќе ги дава бесплатно, а од озгора на тоа околу извесен дел од неговата фирма сега ќе ја преиначува со цел да се занимава за координација на потребите на други фирми во спровувањето на оваа криза. Значи, целиот негов бизнис тој сега го става на услуга на државата. Значи, тоа е четврта работа сега. Значи, се произведуваат маски, ракавици, оваа друга медицинска опрема. На крај, Трамп вели дека целта им е да произведат повеќе од колку што им требаат за да можат да почнат да ги делат, да ги дистрибутираат низ целиот свет. Значи тоа е отприлика идејата за оваа социјално дистанцирање и за сплескување на графата. Да. Ево уште една графика ќе ставиме тука, отприлика која е замислата за оваа социјално дистанцирање. Значи вели вака: без никакви мерки, едно лице во рок од 5 дена може да зарази, односно на секои 5 дена заразува по 2,5 лица и резултатот е во рок од 30 дена околу 400 инфицирани луѓе. Некои пресметки има што сум видел во рок од 10 дена може да дојде до 1000 заболувања. Сега зависи колку е експониран човекот. Со 50% помалку експозитура, значи човекот да излегува од дома на секој втор ден, во рок од 30 дена инфицира само 15 луѓе. Доколку излегува од дома на секој трети или четврти ден, во рок од 30 дена инфицира само 2,5 души. Значи, сето ова е направено со некаква умисла, со некаква идеја, за да можете од две страни да се нападне вирусов. Од една страна да се спречи ширењето, значи самиот вирус да почне да изумира сам, а од друга страна да се качи капацитетот на здравствениот систем за да може да се справи со тоа. И сега во вторникот оваа недела, Трамп имаше малку подолга пресконференција, околу 2 часа, на која што го презентира овој граф тука. Тоа отприлика кои се нивните очекувања, колку ќе им требаат кревети за интензивна нега, кога треба да биде зенитот на епидемијата во Америка. Во Америка ќе има неколку епицентри. Сега како прв епицентар се јавува Нью Йорк Сити, што е сосема нормално, тоа е градот во кој што најмногу луѓе патуваат од светот, најпосетен град, не само од светот и во Америка. Има големи имигрантски населенија таму, има големи нови кинески населенија, има населенија на, како да речеме, населенија кои што ги немаат оние европски вредности на хигиена, на воздржување, на следење на правила и така натаму, и Нью Йорк Сити ќе има Нью Йорк Сити и Монреал ќе ги имаат истите проблеми, ова го успеа да го. Да. Баш на таа тема имаше еден текст кој се објави во англиските новини од Монреал газет. Да. Таму се постави прашањето дали по завршување на оваа криза сите ќе се вратиме бргу на нормалното, тоа дали со некои културни навики како што е бакнување на нашите образи. Да. Различите културни обичаи што ги имаат одредените заедници кои живеат во Монреал во век. Меѓу кои се прашува на прашањето дали после оваа криза дали сите ќе се успееме да патуваме толку многу надвор, многу често во странство,
одговорот беше дека тешко бидејќи може да се случи да па некои од тие навики па да изумрат. Да, до тоа ќе дојдеме малку подоцна сега. Да, да се Значи, вратиме. првиот епицентар во Америка ќе биде Њу Йорк и веќе тука има малку посериозни поголем број на смртни случаи. Може и да погледнеме тука. Значи, Америка веќе доаѓа до 1000 смртни случаи на ден, меѓутоа грото се во Њу Йорк Сити. Њу Йорк Сити веќе вчера, тоест денеска да видиме, вчера е завршен денот. Вчера имале 319 смртни случаи во рок од 24 часа, меѓутоа сега сме уште 3 часа, 4-5 часа има скоро 5 часа има во дента. Веќе има 680 нови смртни случаи во Њу Йорк. Да. Њу Џерси исто така има тоа е бидејќи Њу Йорк и Њу Џерси се блиску, посебно градот Њу Йорк е малтене на граница со државата Њу Џерси. Многу луѓе живеат во Њу Џерси, а работат во Њу Йорк и од тука се прелеваат овие случаи. Значи, Њу Йорк има многу поголем број на случаи потврдени, меѓутоа во Њу Џерси бројот расне брзо, а гледаме дека и Њу Џерси има големи бројки на смртни случаи. Понатаму Мичиген ќе биде следниот епицентар. Луизијана, Њу Орлинс, тоа е туристичко место бидејќи Њу Орлинс е француски град, католички град, таму тој е прочуен по својот хедонизам и таму се прави прослава на мрсен вторник, му доаѓа тоа последниот вторник пред кога почнува постот. Да. За жал, например во Њу Йорк имаше прослава на кинеска нова година. Комунистичките лидери на Њу Йорк инсистираа да се одржи таа прослава, дека зборење стигма од овој вирусот било расистичка работа. Тие направија прослава во кинескиот кварт. Од тогаш изби епидемијата таму, слично нешто се случува сега и во Луизијана. Значи, се очекува и таму да има еден епицентар. Мичиген, епицентарот ќе биде во Дирборн, Мичиген. Тоа е претежно град населен со арапи. Мислам дека ќе станува збор за некои културни навики таму. И сега за сега Калифорнија се очекуваше дека Лос Анџелес ќе биде епицентар. Сега за сега таму добро се држат, меѓутоа Лос Анџелес има преку 150.000 бездомници. Тоа се едноставно клошари младинци кои што се откажаа од животот, отидоа таму бидејќи не им треба. Во Калифорнија нема зима. Се населија таму и сега од најбогатата, најубава држава во САД, Калифорнија се претвори во третосветско ѓубре. Да. И опасност е дека ако кризава ги зафати бездомниците, дека ќе има голем број на смртни случаи. Значи, секое место има некоја своја карактеристика во Америка и не се знае како ќе се заврши. Сега треба да спомнеме тука, например, Вашингтон, државата Вашингтон, беше првиот епицентар на короната во САД. Меѓутоа, тие има еден период кога се чинеше дека веќе нема нови случаи, дека се е решено. Еве повторно кај нив имаме нови 311 случаи, 19 смртни случаи, 291 смртен случај вкупно. Меѓутоа, Америка е Америка, не се знае се како ќе се заврши, таму треба да запамтиме дека тие се третата најнаселена држава на светот, со околу 350 милиони жители. Има многу измешано население, за жал, во изминативе 30 години се води политика на масовна имиграција. Америка до некаде 64 година е била 90% европско бело население, грото е било со британско, германско и италијанско подоцна од 20 век потекло. Од 64 нааму бројот, односно процентот на тоа европско население опаѓа и сега се наоѓа некаде на околу 60%. Значи имаме околу 10-12% црнци кои што
се потомци на околу 400.000 робови донесени во Америка. Од тие 400.000 сега има значи околу 50 милиони нивни на потомци. Да. Значи може да замислиме колку било лошо тоа робство кога успеале толку многу да се размножат. Додека во Македонија имаме случај, например, од 912 до 991 година нула прираст. Имаме голем број на мексиканско население кое што населува во изминативе 30 на години и се повеќе третосветско население, африканци, азијати од секаков вид. И во Америка тоа ќе бидат известни фактори, голем фактор ќе биде тоа. Да. Разноликоста на населението, секоја комуна си има некои своји специфичности. Например, една работа што ме изненади е во Нью Џерси евреите не ги почитуваат препораките. Да. Што би додал на твоето излагање околу Америка, проблемот со разноликоста на тоа општество, тоа што веќе еве, например, ќе ги земеме мексиканците. Мексиканци не дека имам некој си имам некој си омраза спрема нив, или према другите групи што живеат таму, али претежно тие мексиканците се трудолюбиви, ги гледам работата на по фармите дека тука во Ниагара. Али проблемот е што ги донасат и своите негативни елементи на својата култура. Еве, наркомафијата. Да. Ги имаме наркобандите во Лос Анџелес, во Калифорнија, што претежно се. Да. Тие со нив, за жал, тоа е една карактеристика на скоро целата емиграција во изминативе 30 на години, е што тие доаѓаат тука, меѓутоа со нив си ги носат и своите навики, што своевремено не било баш така. No. Имаше еден период кога доселениците се обидуваат да се асимилираат во овдешниот систем, а сега се помалку и помалку се асимилираат. Јас би рекол, ние сме некаде на пола пат, ние сме на меѓата на сето тоа, например, ние не ги сменивме нашите имиња, меѓутоа, ние не сме во македонската комуна, ние сме во канадската комуна, се обидуваме што повеќе да, барем, нашата филозофија е надвор од дома да се однесуваме колку што е можно повеќе како канаѓани, а дома да си ги задржуваме нашите културни навики и традиции. Меѓутоа, кај повеќето од овие нови населеници не е баш така, тие си доаѓаат тука и си ја носат својата татковина со нив тука. Ама освен тоа што ја носат својата татковина тука, тие ги носат и своите проблеми. Тие проблеми. Тоа е тоа, тие го носат токму тоа. И сега ги спомна наркомафијата. Чекај сега да не скокаме. Првим да завршиме со овие графикони тука. Значи, една од информациите која што ја сподели Трамп со неговиот тим во вторникот е новата прогноза во однос на тоа како ќе тече епидемијата во САД. Значи, оваа линија, полна линија тука е всашностниот број на смртни случаи, а оваа тука зона во лесно црвено тука, светло црвено, е рамката, односно прозорецот на минимални и максимални прогнози. Значи, максималниот број на смртни случаи кои што го предвидуваат во САД е околу 240.000. Минималниот сега барем според сегашните информации би бил некаде околу 100.000. Мислам дека Трамп е оптимист, американците се оптимистичка нација, тие ќе се обидат да во најлоша рака да се придржат до таа минимална бројка. Еве се, сега гледаме, ова испрекината линија е она што се очекува, како се очекува кризата да оди. И има еден период тука кој што треба да започне некаде во текот на идната седмица, а да трае околу 2 седмици некаде.
кога во Америка се очекува да има просечно по 2000 мртви на ден. Сега за сега, ова линијата на всашностни смртни случаи се движи прилично близу до прогнозираната. Меѓутоа, подобро ќе знаеме подобро за, да кажеме, 3 или 4 дена. Сега за сега делува малку подобро од што се предвидувањата, меѓутоа ќе видиме како ќе дојде, како се ќе се заврши. Значи, предпоставките тврдењето дека многу е лошо во Америка, дека во Америка многу ќе се гине, дека американците ќе имаат најголем проблем. Сега за сега смртни случаи по милион. Америка има 21 смртен случај по милион жители, додека Италија и Шпанија имаат по 240. Франција има 100. Белгија има 99, Холандија 87, Швајцарија 68. Значи сега за сега во Америка не е така лошо како што е во некои од овие други држави кои што може да веројатно ќе стане полошо. Меѓутоа се уште имаме причина да бидеме оптимисти. Една од темите која што, како што рековме, е малку по тангентно поврзана со ова, тие спомна наркомафијата. На пресконференцијата на 1 април, значи сега е петок, во средата, главна тема на пресконференцијата на Трамп беше фактот дека американската војска ќе се вклучи во војната против наркомафијата. Че ова е еден нов момент во војната против дрогата. За полно наши македонци кои живеат во Македонија сигурно не ги знаат името на Ел Чапо и името Ескобар. Па мислам дека тие се прочуени имиња. Сега, зошто е ова значено за мене? Ова е една вест која што помина така под радарот. Популарната теза е дека дрогата, впрочем, и целиот шверц на дрога е под контрола на ЦИА. Може би ЦИА од време на време кокетира со некои наркодилери во некои си нивни поголеми планови и проекти, меѓутоа дрогата влегува во САД некаде за време на Виетнамската војна во 60-тите и раните 70-ти години и од тогаш започнува подривањето на американската култура. Дрогата игра една многу погубна улога во однос на американската култура, во однос со сочувувањето на американската култура, во однос на наградењето на американската солидарност и сето она што го знаеме како американство. Впрочем, сад Трамп рече дека околу 70.000 луѓе умираат од дрога секоја година, од предозирање. Ако толку умираат, значи има уште експонентно поголем број на луѓе кои што се зависници, а сето тоа пречи на економијата, пречи на развитокот на државата, пречи на развитокот на образованието, пречи на владењето на правото и сето она што е поврзано со тоа. И не само тоа не само што го подрива индивидуата, тоа го подрива безбедноста на државата. Па тоа е тоа, да. Ако не би сакал во овој момент би сакал да го подвечам примерот со Хонг Конг и опиумската војна. Да. Помеѓу Кина и Велика Британија, не само Велика Британија, туку европските сили кои во тоа време војуваат со Кина околу трговијата со опиум. Да. Кина го губи Хонг Конг, го предава на Хонг Конг на Британија за 99 години, Хонг Конг во 96 се врати под нивна контрола. Макао припадна на Португалија, мислам баш во тоа време, сега Макао пак е дел од Кина,
али проблемот е сега што за време траењето на 99 години откако на владењето на британската власт врз Хонг Конг за 99 години успеа Британија да изгради еден демократски систем во Хонг Конг, во место каде што никој не веруваше дека може да изградиш. И не само тоа, туку направи економска велосила од еден мал град. Да, меѓу поентата ти беше околу опиумската војна, таа е започната некаде во 17-тиот, 18-тиот век, за што всушност станува збор. Европа почнува да тргува со дрога, да носи опиум во Кина и се ствара една цела генерација и една цела класа на зависници на опиум кои што ги поминуваат своите дни пушејќи опиум и лежејќи на кауч. Да. Тоа е еден многу ефективен начин како да се подрие една нација. Ција не е таа што ја измислила дрогата во Америка, ција не е таа што ја носи дрогата во Америка, или да се можно е дел од ција да е вмешана во дрогата, бидејќи дел од ција е дел од комунистичката интернационала. Да. Тоа би го оставиле за некоја друга или за нешто друго, бидејќи се би се свело на голема спекулација. Да. Затоа не би сакал сега да влегуваме од тоа која носи дрогата едно друго, меѓутоа Пабло Ескобар, некој колумбиски селјак, да биде тој што е носителот на сето ова е малку тешко да се верува. No. Клучно, како што викам, тука е многу битно што Трамп веќе ја користи оваа криза да ја врати Америка на она патека на која што таа била до кај 63-64 година. Да. Тоест до атентатот на Кенеди. Да. Па мислам дека сега баш го имаме написано Нью Йорк Таймс од 1 април, каде што Трамп наредува на антидрога, на бродови кои се опремени за борба против антидрога, да се упатат на кај Венецуела. Ако се сеќаваш, објавивме, имаше на вешто се објави во март. Да. Минатиот месец, каде што Трамп го обвини Мадуро и стави потерница за него, за неговите најблиски функционери и награда за неговото апсење $15 милиони. Да. И сега останува уште што? Останува да зборуваме за Канада. Да. Иако Канада ги нема тие ресурси како Америка, сепак мислам дека начинот на кој провинцијалните премиери, благодарејќи посебно на Даг Форд, во Онтарио, на премиерот во Квебек Франсуа Лего, успеа некако да ја држат да го стават вирусот под контрола. Не под тотална контрола, али сепак ставија карантин. Од денеска се листите ги објавија кои неопходни бизниси треба да останат. Да, да направиме еден кратко сижена она што се случи во Онтарио, во Канада. Значи, на федерално ниво, на сојузно ниво, државата речиси не направи ништо. No. Сојузната влада е речиси во мирување, Џастин Трудо се крие во бункер веќе 3 недели. За среќа, републичките, односно провинцијалните влади се воглавно конзервативни сега и тие истапија напред и сите провинцијални влади се за сега релативно добро се справуваат со кризата. Значи ние не сме тука во целосен карантин, меѓутоа од ден на ден се зголемуваат, се засилуваат мерките под кои што се наоѓаме. Првин беше се затворија училиштата, рестораните, сите бизниси кои што не се неопходни за опстанокот на едно општество. Се забранија концерти, спортски настани и така натаму. Али баш би сакал на работа да повлечам, бидејќи во Куманово, како што слушам, градоначалникот се издегува и диктира дека за 4 сата тоа ќе прекине да работи или еве воведуваме полициски час 2 за кој ќе трае 2 дена. Да.
Во Онтарио и во Квебек практиката е да се даде прво се даде пресконференција на двата премиери да одржат пресконференција. Ја запознаа на народот во Онтарио и Квебек што се спрема, му објаснија кои мерки ќе ги преземат и дека тие мерки ќе започнат од полноќниот ден. Да, значи се дава доволно време за да можат луѓето да се адаптираат на новите услови. Иако бројката во Онтарио се сега блиска до таа што е проектирана 3000 до 15.000 случаи и повеќе за заболени од коронавирусот. Премиерот Дакфорд не воведе полициски час. Значи се воведува карантин мерки, ама не се воведе не се прогласи воена, не се излезе војската на улица со тенкови пешадија, ниту пак полицијата, ниту пак воведе полициски час. Да. Значи ситуацијата тука Онтарио има околу 10 на 12 милиони жители тука, некаде околу 12, мислам. No. Сега за сега има околу 3200 потврдени случаи, меѓутоа стапката на која се тестира овде е најниска во цела Канада. Повторно бидејќи ние сме најнаселена провинција. Она што ги загрижи, мислам, нашите лидери е ова голема бројка на зголемени случаи во изминатите 24 часа. До сега делуваше така сталожено дека не расне така брзо, меѓутоа вчера имавме едно нараснување од 16% и 67 смртни случаи. No. Како што реков, ние започнавме со релативно релаксирани рестрикции, меѓутоа во текот на овие 3 седмици се направија уште две адаптации, се дојде до малку затегнати мерки. Од утре вечер веќе секакво непотребно патување ќе биде забрането. И ќе биде казнато со 1000 бакси казна. Да, ќе биде казнато со парична казна. Тука сега тешко е да се одреди која е впрочем причината за овој раст, бидејќи во изминативе 2 седмици многу луѓе се вратија во Канада. Многу луѓе кои што се дали биле на одмор, дали се биле на работа некаде во странство и многу луѓе кои што имаат државјанства за потреба само. И сега не е јасно дали вирусот се шири во самата провинција или е ова производ на фактот што се донесуваат, што инфицирани луѓе слетуваат во Онтарио. Меѓутоа, сега за сега нема некој, се слуша по некој си штракнат што скока дека ова е полициска држава, дека ова е вака или онака. Она што е карактеристично тука за Канада е што сите ги прифаќаат мерките. No. Па за сега можам да кажам дека премиерот на Онтарио Дакфорд и на Квебек, бидејќи тие се двете најпогодни провинции. Да. По бројката на заболени, им честитал ми се заблагодарил на досегашното лидерство за време на оваа криза, али ќе видиме и понатаму како ќе оди. Да, уште е рано. Се очекува, значи денеска издадува прогнози за отприлика како треба да изгледа состојбата во Онтарио и тука се прогнозираат околу 5 до 15.000 смртни случаи. Да, со проценка на 2 години. Ако вирус, на целата пандемија. Да, ако вирусот трае 2 години, пандемијава трае 2 години, тогу се проценува дека ќе умрат. Мислам дека до крајот на овој месец проценката е некаде до кај 500 смртни случаи. No. Животот тука е малку поскап. Луѓето се многу
поспремни да жртвуваат за да спасат Да. животи. Сега за сега мислам дека поголемиот број на жртвите е она што се вели дека ќе бидат постари, да, постари се, воглавно жртвите се од домови за старци. Да. И тука се случуваат некои трагедии што најчесто некој син или ќерка ќе отиде да посети свој родител, несвесен дека е инфициран, ќе зарази еден, дури да се освеста што се случило, заразени се по 10, по 15 души, имаше случај каде што во еден ден починаа 9 старци. Па проблемот во Канада и во Соединетите Американски држави сепак е не од неадекватен одговор на подготвеност на државата и државните агенции кои се задолжени за ова, туку недостиг на материјалите со кои можеме да се бориме против таа болест. Па добро, тоа е неподготвеност. Да, па да, бидејќи сета мануфактура е во Кина. Да. Значи, да, максималниот број на смртни случаи што се очекува до крајот на април е 1600, минималниот е околу 500. Значи, сега имаме некои прогнози, некои параметри според кои можеме да судиме колку се прецизни овие проценки што ги прават аналитичарите, епидемиолозите, така што ќе знаеме отприлика во кој правец ќе се оди. Денеска една од мерките која што е воведена е се затвараат сите градежни проекти. Освен градежни проекти кои треба да работат на критичната инфраструктура како патишта и болници. Да. Значи сега за сега нема да има проблем во однос на снабдување со храна и на основни намирници, бидејќи тие индустрии се уште остануваат активни. Остануваат активни супермаркетите, остануваат активни шпедитерските компании, остануваат активни известни механичарски дуќани, за да може да ги поправаат тие камиони. Она што е интересно е во веќе овие 3 недели како сме под вонредни мерки е што се уште немаме случај каде што фалат мутери за шрафчиња. Се уште нема случај каде што фалат, да кажеме, гуми, бандажи за гуми. Да. Сега за сега барем се некако тече нормално. До кога тоа ќе биде така, ќе видиме. Сега за сега е исправно. Да. Дали имаш уште нешто што требаше да... Па не мислам ги покривме сите работи што само би во овој момент, бидејќи мислам дека сме при крај, спомнавме се што требаше да се спомне, да се надеваме дека да се надеваме на подобро утро. Да го очекуваме лошото, а да се надеваме на добро. Да, имаш уште една работа околу економскиот колапс на Америка. Гледам дека овие што многу знаат стручњаците по берзи, либертаријанци таму, папагали што читаат од сајтови, само што повторуваат работи. Во изминативе 2 недели се пријави околу 10 милиони работници во САД на социјално, што би се рекло, на невработено. Државата и во САД и во Канада има воведено мерки со кои што ќе плаќа социјална помош на овие луѓе кои што се на принуден технолошки вишок, да кажеме, или на принуден одмор. Ова е една графа учеството на, односно стапката на учество во работната сила на целото население. Како што можеме да видиме, во февруари 2000 година таа стапка била на некаде 67,5%, го достигнува своето дно за времето на Обама во 2015 година со 61% некаде. Во зенитот на Трамповата економија тоа дојде до 63% и сега имаме, како што реков, 10 милиони луѓе кои што се невработени. Меѓутоа, околу милион и кусур работни места веќе се отворија во овие фирми кои што сега функционираат.
Меѓу кои 300.000 во една компанија што ги испоручува намирниците до твојот дом. А сето тоа може да го нарушите што сакате да ви се купи од интернет, а потоа некој ќе ви ги купи, ќе ви ги донесе дома. Да, значи американската економија, тоа е она што е клучното за американската економија, што таа секогаш се адаптира. И имаме примери еве и кај нас, не во нашата фирма, туку во фирми со кои што ние соработуваме или каде што често наминуваме, каде што веќе гледаме еден куп луѓе зедоа тоа социјална помош, да ја кажеме условно, отидоа на невработеност, на технолошки вишок, бидејќи се плашат, не се зарадат или едно друго. Се отворија нови работни места, значи се отворија работни места за касиери, за едно друго, се примаат нови луѓе таму, меѓутоа сега и како дел од овие мерки за спречување на ширењето на заразата, голем дел од супермаркетите додаваат нов персонал кои што пребришуваат фрижидери, што нон-стоп дезинфицираат. Сега има кај некои продавници имаат вратари кои што испитуваат дали си бил некаде во изминатите 14 дена, дали се чувствуваш, дали имаш температура. Ќе дојдеме уште малку до тој степен каде што на секоја врата ќе се мери температура со овие. Па во Америка тоа е практика, бидејќи и како што гледам на некои снимки од Кореја, тоа е така ги мерат температурите, не се да ги само притискат на чело. И сега тоа не е најефикасниот начин на кој да се води бизнис, меѓутоа е начин на кој да се води бизнис. Профитите можеби ќе паднат, меѓутоа се преживува. И тоа е клучното тука. Американците се народ кој се бори за опстанок. Канаѓаните се 75% од тоа што се американците. Меѓутоа американците се, гледаме веќе какви мерки има заведено во Канада. За Америка можам да замислам уште што се прави таму. Значи тие се прилагодуваат. Сега бидејќи е на пример проблем да се оди во супермаркети, почнуваат да заживуваат овие фирми кои што испорачуваат намирници до дома. Почнуваат повеќе да се купува онлайн и да се доставува наместо да се испаѓа од дома. Исто така да се работи од дома. Да. За некои бранши како сервисни индустрии како што е банкарство, кол центри, тие ги преместија своите работни места од дома, да ги пратија работниците да работат од дома. Да, па еве имаме сега случај кај што известни кол центри изгубија клиенти бидејќи нивните клиенти се затворија. Меѓутоа сега тие кол центри примаат накнадни луѓе бидејќи добиле нови договори со други фирми. Да. Значи Америка секој пат наоѓа начин како да се адаптира и како да опстане, и како не само да опстане, туку како да профитира. На Америка и треба криза за да се фокусира и за да напредува. Тоа е уникатното нешто што го има во Америка, го нема во останатиот дел од светот. Останатиот дел од светот кога ќе удри криза, тие се парализираат и не знаат што да прават и пропаѓаат. Да. Еве Македонија тоне. Тоа поради некомпетентно и неадекватно водство. Сега после ова, јас сум голем оптимист за она што ќе следи во Америка, а се надевам дека и ние во Канада ќе добиеме малку трошка од таа обнова на Америка. Постои малку шанса тука нашата влада малку да ја замрля таа работа. Еве денеска добија еден шалтак од Трамп. Ќе видиме дали ќе се освестат или нема да се освестат, меѓутоа Америка дефинитивно после оваа криза ќе има неверојатно голема обнова, каква што никогаш до сега не е видена. И повторно сите ќе сакаат да бидат американци. Да. Повторно сите ќе сакаат да влезат во Америка на било кој начин, тоа ќе може да го сторат. Дали Америка ќе продолжи со
политиката на отворена врата останува да се види. Да. Колку подолго трае кризава, толку по голема е веројатноста дека се помалку ќе се вратиме на глобалистичкиот свет кој што постоеше на 1 март, а се поголема е веројатноста дека ќе одиме во некој по-суверенистички, по-затворен свет, каде што помалку ќе има размена на трговска стока, на капитал и на луѓе. Па баш би сакал да се надовршам на тоа што го кажа. Да. Бидејќи се покажа дека либералниот светски поредок, тоа што постои од 1918 нааму, се покажа тотално неадекватен да ги решава проблемите на прво на сопствената заедница, а подоцна да збориме за глобалната заедница. Да. Бидејќи исто надобро се тоа манифестира во ЕУ, во Европската унија, каде што по креирањето на ЕУ, мислам на воведувањето на еврото како валута, на сите во цела Европа, таа валута не ги даде очекуваните резултати што сите мислат дека ќе ги даде. Поради тоа што ниједна земја во ЕУ ги има истата економија. Да. Да, па добро, мислам дека Европската унија, идејата за Европска унија како што ја замислуваат глобалистите е една детинска идеја. Да. Идеја на братство и единство, која што видовме колку добро опстана во Југославија. Гледаме дека и во Европа на првиот момент на криза, дека целата таа идеја се распадна. И не очекувам дека Европа, тоест дека Европската унија ќе продолжи да обстојува после се тоа. Да, али Европска унија е некако ваква како што ја знаеме, каде што се избираат европредседатели и европарламентарци. Јас би посакал ЕУ како што беше замислено на почеток, на слободна трговина, на соработка, али не на заменување, да ја замениме националната држава. Да, па како што реков, идејата на Европската унија е една детинеста идеја во која што ќе ги заборавиме границите, ќе ги заборавиме нашите културни, традиционални разлики, нашите етнички разлики, нашите верски разлики, дека ќе се смешаме во една мешавина од некаква браун боја, ќе се клањаме на дрвата и на облаците, ќе слушаме хипи музика, сите ќе пушиме дрога и сите ќе бидеме среќни заедно зашто ќе немаме проблеми. Такво нешто, еве сега, значи, кризава е еден момент на реалност. Сега, уште пред да започне кризава, ние правевме еден муабет гледајќи ги вестите од Кина. Јас што реков? Сега ќе дојде во момент кога идеологијата ќе се судри со реалноста и ќе победи само реалноста ќе победи тука. Не може да има некаква битка. Друго е кога ќе се преговара за име или ќе се преговара за ова или за она или за валута. Со болеста, ова е природата. Тука само можеме со реалност да се справиме со неја. Така. И значи она што се гледа сега е детинестоста, нереалното очекување, нереалните исчекувања, нереалните верувања во однос на тоа што може да се направи, каков може да биде животот, каков може да биде светот, како она комунистичката идеја за стварање на нов човек или за некакво ново општество. Тоа е, тие идеи сега се торпедираат. Да. Па баш така. Сега го гледаме тој брод, глобалистички брод каде тоне. Да. Се надевам дека кога ќе испливаме сите од тој глобалистички брод, малку ќе се освестиме и ќе се запрашаме зошто требаше дали беше потребно се ова. Па, види сега, дали беше се потребно се ова. Мислам дека да. Ние, сега деновиве малку повеќе, конечно се враќам на нашите православни корени и ги почнувам да разбирам некои од работите, например, кои што ми ги зборувал татко ни, кои што ни ги зборувале нашите стари. Да. Историјата е, нели ние имаме изрека како ти е пишано,
Како било пишано, така ќе биде. Така му било пишано. Се во ова е пишано. Ваквиве случувања, ваквиве кризи, ваквиве невообичаености, вонредни состојби се случуваат на извесен некаков период. Дали на секои 200 години, на 500 години, 400 години, на 30 години, зависи од тоа се случуваат во циклуси. Неминовно беше после она просветлување, значи после Ренесансата, па просветлувањето, па раѓањето на либералната идеја, индустријската револуција, одречувањето од христијанството, она што Ниче го вика убивањето на Бога. Неминовно беше дека ќе дојде до еден ваков свет како што постои во изминативе стотина години, кога човештвото се чувствува непобедливо, се чувствува дека може дека нема контрола, дека не постои контрола врз него од никој и од ништо. И неизбежно беше дека ќе дојде до некаква ваква катастрофа. Дали беше потребно се во ова, дали беше потребно да запливуваме во глобалистички води? Па било потребно. Бидејќи ако не дојдовме до тука, немаше да видиме каква грешка е да се запливува во ваквите води. Значи, ние мораме на секој извесен период, дали како што викам на 100, на 200, на 500, на 1000 години, мора да поминуваме низ ваквите процеси за да се освестуваме и да ги учиме лекциите кои што треба да ги знаеме. Овие што се замислуваат дека ќе живееме вечно или дека ќе се споиме со роботи или дека ќе живееме на Марс. Така до тога светот е направен да дојде до ваков колапс пред да може да се дојде до такви некои научни фантастики. Би се сложил со тоа, со твојот заклучок и би додал дека се е до човечката природа. Се е до човечката природа, а таа е креација на Господ и ние мора да не биде јасно дека ние имаме еден оквир во кој што можеме да живееме и мора да се држиме во тие граници. Секој пат кога ќе почнеме да излегуваме од тие граници, кога почна да се со хомосексуализмот, кога се оддалечија од оние граници кои што се воспоставени од Господ, што добивме? Добивме сида. Кога хомосексуализмот стана нормална појава. И тука би се сложили некои политичари во Канада. Дека проблемот е не дека хомосексуализмот е природна работа, туку дека е избор. Да не беше избор, немаше да има една таква болест. Немаше да се реши. Значи, тоа е тоа. Да не се замислуваме дека ќе дојде до тој свет на она како беше Одисеја 2001, дека ќе живееме во вселенски станици, дека ќе патуваме низ космосот. Такво нешто нема да дојде. Нема, бидејќи имено и самата НАСА. Има сега ако сме сите ако некој забележил, НАСА повеќе има успех тоа што испрала комерцијални сателити отколку да работи на скапи проекти како патење на луѓе во Марс. А сето тоа сега зошто залетавме во вселената, затоа што тоа е едно продолжение на оваа глобалистичка идеја дека ние сме над природата, над Господ, дека нема никакви граници кои што го ограничуваат човек. Сега ни станува јасно дека не, има граници кои што го ограничуваат човекот, има причина зошто постојат нации, има причина зошто постојат граници, има причина зошто постојат ограничувања, зошто луѓето се држат со своите, а не се мешаат сите со секого. И тоа е тоа. Во ред, мислам дека доволно е за денеска. Се надеваме дека го задржавме вашето внимание и овој пат. И треба да ви најавам во нашата следна емисија веројатно ќе биде
промоција на книгата Македонија, незините народности и нивната иднина. Конечно мислам дека веќе се изназборивме за короната, мислам дека веќе нема да има така некои новости кои што нема да може да чекаат да бидат споделени, па затоа ние двајцата ќе направиме една емисија, барем една емисија за промоција на книгата. И се надевам дека во идниве недела две конечно ќе успеам да го повратам нашиот омилен соговорник, нашиот број 1 соговорник, да дискутираме малку околу збиднувањата во Македонија 88, 9, меѓутоа повеќе околу 90, 91 до 94 година, да почнеме конечно со разработувањето на тој проект. Останете со нас во нашата потрага по вистината, бидејќи вистината е само она што ќе не ослободи. До следниот пат, до гледање. До гледање.